Денеска е последниот рок кога собранието треба да ја продолжи конститутивната седница да избере претседател и тој да распише локални избори за градоначалници и советници кои треба да се одржат во првата половина на мај. Право да распише избори има само претседателот на собрание кој е изгласан од најмалку 61 пратеник од актуелниот парламентарен состав. Случувањата на Западен Балкан ќе бидат една од поважните теми кои денеска ќе бидат дискутирани на состанокот на министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската унија. Дискусијата за регионот следува по посетата во земјите од Западен Балкан на високата представничка за надворешна политика на Унијата Федерика Могерини. Врз основа на заклучоците ќе се темели извештајот за Западен Балкан што ќе се донесе на самитот на Европската унија в четврток во Брисел. Претседателот на САД Доналд Трамп се очекува денеска да потпише нов указ за забрана за патување кој повеќе ќе наликува на новата верзија на стариот указ. Новиот ќе го исклучи Ирак од забраната бидејќи представува клучен сојузник во борбата против исламската држава. Претходната уредба беше суспендирана од американските судски инстанции.